Почитувани представници на медиумите, најпрво благодарам за вашето присуство. Развојот на образованието и градењето на Република Македонија како земја базирана на знаење, наука, информатички технологии и иновации е цврста стратешка определба во политиките на ВМРО-ДПМН. Во таа насока во изминатите неколку години реализиравме и се уште спроведуваме многу проекти, мерки, активности и реформи кои обезбедија бројни бенефиции, поволности и нови можности за основците, за средношколците, за студентите, за нивните семејства, за наставниците, професорите, научниците со кои заеднички низ годините ги дефиниравме приоритетите и ја градевме образовната стратегија. Македонскиот образовен систем се градеше, надградуваше и развиваше преку континуирано зголемување на буџетот за овој ресор кој порасна за цели 72,3%, односно 13,4 милијарди денари во 2006 година на 23,1 милијарда денари во 2016 година. Ова јасно говори каде е позиционирано образованието во нашата развојна агенда. Се работи за средства што подеднакво ги вложувавме за подигнување на квалитетот на наставата и инфраструктурата во основното и средното образование, во високото образование, во науката и во спортот. Во делот на основното и средното образование, фактот што последен пат пред нашиот мандат 2006 година не се помни кога е изградено новото училиште, беше причина да инвестираме, речиси, 50 милиони евра за изградба на 74 нови училишни објекти и за санација и реконструкција на приближно 400 постојни. Само во изминатите, без малку 2 години, изградивме 14 нови објекти и реконструиравме 50 училишта. Би сакал да најавам дека до крајот на годината, согласно акцискиот план, ќе започне да се градат нови 6, а 2 ќе бидат веќе завршени. Изградивме 51 училишна спортска сала во вкупна вредност од 25 милиони евра. 13 од нив се изградени во последните 2 години. Дополнително 9 се во фаза на градба, а уште 9 ќе започнат да се градат во втората половина на оваа година. Тоа е инвестиција со која досега се подобрија условите за спорт и рекреација на повеќе од 40.000 ученици, но и за жителите на населбите, односно местата во кои што тие живеат. Ова придонесе за развој на училишниот спорт, на рекреативниот, но и на професионалниот. Образованието до 18 годишна возраст стана задолжително, но и бесплатно. Веќе 7 години обезбедуваме бесплатни учебници за сите ученици во основните и средни училишта, за што се инвестирани повеќе од 40 милиони евра, а бесплатен и превозот за учениците кои живеат на повеќе од 2,5 километри од училиштето. Воведено е 9-годишно основно образование, каде особен акцент се стави на изучувањето на странските јазици, уште од најрана возраст, на информатиката како и на предприемништвото, кое е застапено и во средните училишта. Во меѓувреме, Република Македонија се издвои како единствена земја во регионот, која започна со имплементација на целосно нови наставни програми и учебници по предметите математика и природни науки, за чиј што квалитет гарантира Меѓународниот центар за наставни програми при Универзитетот Кембридж. Сакам да истакнам во оваа прилика дека неодамна овој најголем светски снабдувач со квалитетни учебници и наставни програми направи извештај врз основа на мониторинг на имплементација на оваа реформа кај нас и во него јасно и недвосмислено констатира дека истата ја постигнува целта, а тоа е поголема интеракција помеѓу наставниците и учениците, подигнување на степенот на креативност во предавањето кај наставниците и во размислувањето кај учениците, како и полесна совладливост и меморирање на потребните информации. Тоа е мотивот поради кој продолжуваме со Кембридж програмите и учебниците и во средното образование. Имплементиран е и проектот Компјутер за секое дете. Како една од најголемите образовни инвестиции, тој ќе продолжи да се надградува и во периодот што следи. Во минатото вистинска премија беше во секој училиште бар да има по еден компјутер, по можност да биде и поврзан на глобална интернет мрежа. Во 2013 година, по неколку годишни најави и подготовки, го воведовме процесот на екстерна проверка на објективноста на оценувањето на наставниците и на степенот на постигнување на учениците, кој пракси во најголем број земји членки на Европската Унија и на ОЕЦД. Овој процес ќе продолжиме да го надградуваме и унапредуваме, затоа што примената ја постигнува целта. Особено внимание посветивме на зајакнување на воспитно-образовните кадровски капацитети и на проширувањето на можностите за личен и професионален развој на поединецот.
Обезбедивме постојан раст на платите. Од 2006 до сега, најниската плата се зголеми за 119%, односно од 5060 денари на 11081 денар, додека највисоката плата на вработените во образовниот систем се зголеми за 67%, односно од 12917 денари на 21521 денар. Дополнително, како една од суштинските стимулативни и мотивацијски мерки за наставниот кадар, извршени се 8000 трансформации на работен однос од определено на неопределено време во изминатите неколку години. Во последните 2 години трансформирани се околу 3000 лица кои што работат во образовниот процес по различни основи. Ова значи дека кај 8000 лица значително се зголеми нивото на задоволство и сатисфакција од работењето и се обезбедува поголема економска сигурност во нивните семејства. Една значајна новина, која стартуваше пред неколку дена, е можноста за целосно стипендирање на секој еден вработен наставник, кој ќе успее да се запише на магистерски или докторски студии на еден од најдобрите 200 светски универзитети од областа на образованието. Време за кое работниот однос ќе му биде во мирување. Во делот на високото образование, многу е важно што континуирано градиме систем компатибилен со реалните потреби на пазарот на труд, со што драстично го намаливме времето на премин од образование кон работа, како системско надополнување на политиките и зголемување на вработеноста во Република Македонија. И тоа очигледно дава резултати врз основа на податоците за отворени 150.000 работни места. Отворивме 2 нови државни универзитети, 25 факултети и 65 дисперзирани студии. На отварањето на уште 2 нови универзитети работиме во моментов. Треба да започнат со работа од идната академска година, односно очекуваме значителен придонес од нивна страна кон унапредување на високообразовната сфера во земјата и кон создавање на квалитетен кадар. Партиципацијата за студирање неколку кратно ја намаливме и унифициравме. Од некогашните 1000 или 1200 евра, сега на факултет може да се студира за 200, односно 400 евра. Така што високото образование стана достапно за секој граѓанин, па и за возрастните, кои во минатото поради финансиски или некои други причини не успеале да го заокружат својот образовен процес, а сега им е достапен проектот 30-35. Во меѓувреме започнавме со капитални инвестиции за подобрување на условите во студентските домови. Работа има уште многу на тоа поле. Но сепак, би споменал дека владата предводена од ВМРО-ДПМН е единствена која изгради нови сместувачки капацитети во рамки на студентскиот дом Стив Наумов. Единствена која се заложи за темелна реконструкција на постојните домови. Во тек е етап на реконструкција на најголемиот студентски дом Гоце Делчев. По целосното завршување на првата фаза која предвиде реконструкција на блокот Б, сега е во тек втората реконструкција, односно реконструкцијата на блокот А, а потоа ќе следат и останатите 2 блока В и Г и мензата, кои што треба да бидат заокружени во 2017 година, односно целиот процес на оваа реконструкција се заврши во текот на 2017 година со комплетна буџетска инвестиција од околу 6 милиони евра. На огромно задоволство на идните студенти, но и на дел од сегашните, кои планираат и понатаму да ги користат услугите за сместување во државата, донесовме одлука за изградба на 3 нови студентски дома, 2 во Скопје и 1 во Тетово. За 2 од нив, едниот во Скопје, Невена Ѓоргиева Дуња или медицинар, и студентскиот дом во Тетово, веќе е објавена постапка за избор на фирма за изведувач и тие очекуваме кон средината на 2016 година да почнат со градба и затоа за оваа инвестиција се планирани околу 5 милиони евра. Започнавме постапка за набавка на нов мебел за сите останати студентски домови во вредност од 1,5 милиони евра. Во тек е јавен повик за фирма која ќе ги замени лифтовите во сите државни студентски домови каде има потреба, односно има инсталирани лифтови. Вредноста на оваа инвестиција е од прилика 250.000 евра. Следната 2017 година студентските домови ќе бидат опремени со перални сушални за студентите како еден од вкупно најавените 40 проекти за млади луѓе од Македонија кои ќе се реализираат во следниот 2 до 3 годишен период.
Во овој дел на инвестициони активности спаѓаат и изградбата на новите објекти на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот за физичка култура при Универзитет Свети Кирил и Методи, како и адаптацијата на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Како поддршка на студентскиот стандард, изграден е систем на стипендирање кој нуди повеќе од 40 различни видови на стипендии, меѓу кои за студирање на најдобрите 100 универзитети во светот, согласно Шангајската листа. Износот на средства за стипендии во 2016 година, во споредба со 2005 година, е трикратно зголемен, односно од 235 милиони денари, е пораснат на 688 милиони денари наменети за стипендии. Минатата година стипендиите ги зголемивме за 10%, што е исто така уште една неветена, но реализирана мерка. За максимално правична и транспарентна распределба на стипендиите, како и на леглата во студентските домови, за прв пат после 14 години донесовме закон за студентски стандард, со кој што воведовме системи со кои што се избегнува целосната субјективност во спроведувањето на овие распределби. Од бројните стимулативни мерки за студентите би ја издвоил последната можност за бесплатно патување на атрактивна европска дестинација во Париз, Барселона или Венеција за најдобрите студенти од првите 3 најдобро рангирани универзитети во земјата на националната ранг листа изготвена од Шангајскиот Џиао Тонг универзитет. Системска мерка која што се воведе оваа година ќе важи за следните генерации, за сите студенти кои што ги положиле сите испити и имаат просек од над 9,5. Набавени се 80 нови современи лаборатории во вредност од 26 милиони евра, како и најнова литература за секој студент преку проектот за превод на 1000 книги и учебници од кои се учи на врвните универзитети во светот, кој прераснува проект со превод на 1200, бидејќи 200 дополнителни ги набавуваме во оваа фаза и преку кои ќе се отворат дополнителни 6 нови специјализирани читални по примерот на читалната во градот Скопје, каде што ќе се користат ќе се користи литературата од овој проект и сите овие учебници ќе станат достапни за студентите во Република Македонија. Постепено се зголемува и влогот во науката преку разни форми, како финансирање на национални и билатерални научни истражувачки проекти, доделување на научни и творечки субвенции, достапност на литература за меѓународен фактор на влијание. Меѓу сето останато основан е и фонд за иновации и технолошки развој со почетен буџет од 10 милиони евра, кој само изминатата година со 1,4 милиони евра преку два јавни повици поддржа 33 иновативни проекти, односно на средствата за оваа година износот на средства е дуплиран, односно ќе се распределат 2,65 милиони евра. Огромна поддршка од сите аспекти добиваме од институциите на Европската Унија, со што се отворија вратите на европскиот образовен простор за нашите граѓани преку бројни програми за мобилност, размена, меѓународна соработка како Еразмус Плюс и Хоризонт 2020, кои до 2006 година не беа достапни на нашата земја. Впрочем, и во најголемиот дел од работите кои ги споменав, во минатото не беа достапни за нашите граѓани, ниту пак некој се сетил да ги обмисли, предложи или пак реализира. Тоа е разликата меѓу нас и нашите политички опоненти. Разликата е овој отчет за сработеното. Разликата е во сите остварени, ветени, но и неветени, а сепак реализирани дела по кои политичарите треба да се вреднуваат. Почитувани, овде на оваа говорница и во оваа прилика би сакал да потврдам дека и во периодот кој што следи ќе продолжиме да работиме неуморно и макотрпно со ист интензитет и со целосна посветеност кон граѓаните, ќе продолжиме да даваме уште поголем импулс на заложбите за изградба на современ образовен систем и на поддршката на секој поединец, особено кон новите генерации, за да го постигнат својот образовен и професионален просперитет. Затоа што така се сака Македонија. Граѓаните знаат да препознаат искреност и труд, така што убеден сум во нивниот правилен избор на 5 јуни. Убеден сум во мнозинска поддршка за ВМРО ДПМН 10-ти пат поред. Ви благодарам.